Општина Тетово продолжува со акцијата за ослободување на улици, тротоари и јавни површини од импровизирани тезги, маси и слично, за да се овозможи слободно движење на граѓаните. Во изминатиот период вакви активности имаше околу зелениот градски пазар. Инспекциите на општина Тетово се во една голема операција, активност во рамки на веќе започнатиот проект од минатата година за ослободување на јавните површини, така да целиот тој дел е зафатен со целата таа активност, додека на другите делови каде што веќе имаме завршени процеси, како што веќе знаете, значи ги одржуваме во кондиција. Значи, јавните простори се простори за граѓаните и токму поради тоа сакам да бидам благодарна до сите институции кои учествуваат со нас во оваа операција и нормално да бидам благодарна и до вас, медиумите, за зголемување на информативноста и свеста во однос на овие процеси. Наспроти главниот влез на зелениот пазар, на местото каде имаше импровизирани тезги, според урбанистичкиот план предвидено е да се направи паркинг простор од затворен тип. Таму според планот е отворен паркинг и значи тој план според деталниот урбанистички план оваа недела ќе почне да се реализира. Инаку општина Тетово акцијата за ослободување на јавните површини под мотото Твојот град, твоја јавна површина ја започна во март минатата година, но за кратко време дивите продавачи ги вратија тезгите по градските тротоари. Повреден работник во гостиварско. Според информациите на СВР Тетово, вчера пријавено е дека околу 14 часот и 45 минути, работејќи со машина Јумба во близина на бензинска пумпа во селото Топлица, 59-годишник од Долна Бањица загубил контрола над машината, паднал и задобил тешки телесни повреди. При тоа работната машина продолжила да се движи и со предниот дел удрила и го оштетила агрегатот на бензинската пумпа. Повредениот по укажаната помош во гостиварската општа болница пренесен е на скопските клиники. Извршен е комплетен увид и се расчистува случајот. На улица Беличица во Гостивар пак вчера околу 8 часот и 50 минути непознато возило удрило во 34 годишна гостиварка пешак и веднаш го напуштило местото. Повредената гостиварка пренесена е во општата болница Ферит Мурат и по укажаната лекарска помош префрлена е на скопските клиники, а потоа е пуштена на домашно лекување. По извршениот увид се работи на пронаоѓање на возилото и возачот, учесник во оваа сообраќајна незгода. Во полицискиот билтен и информација за нарушување на јавниот ред и мир. Вчера вечер околу 22 часот и 50 минути пред угостителски објект во Тетово се степале двајца тетовци на возраст од 28 и 42 години. Учесниците во физичката пресметка приведени се во полициската станица Тетово за натамошна постапка и против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. 44 годишник од тетовското село Копачиндол вчера околу 13 часот пријавил дека непосредно пред тоа на работното место, односно во училишна канцеларија во Копачиндол, физички бил нападнат од 48 годишник од ова село. Пријавениот е пронајден, разговарано е со него и се работи на расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово денеска околу 6 часот и 30 минути на улица Страшо Пинџур во Тетово со судска наредба лишиле од слобода 34 годишник од село Порој, осуден на затворска казна од 3 години и 6 месеца за кривично дело неовластено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. По лишувањето и кусото задржување во полициската станица Тетово предаден е во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната, информираат од тетовската полиција.
со одлуките на нашиот парламент и на парламентот на Република Грција и со поканата од членките на НАТО алијансата, ние веќе учествуваме во работењето на најмокниот сојуз на светот. И можеме да бидеме спокојни и целосно сигурни дека со завршувањето на ратификациите во сите парламенти на нашите сојузници, нашата земја, која наскоро ќе го носи географски прецизното име Северна Македонија и официјално станува 30-та полноправна членка на НАТО со право на глас. Со тој чин стануваме безбедна земја, стануваме своји на своето. Не и е само Европа потребна на идната Северна Македонија, туку и Северна Македонија е потребна на Европа. Целиот Балкан и треба на Европа. Тоа ќе го постигнеме така што, прифаќајќи ги европските стандарди и вредности, ќе ја менуваме и нашата свест и нашите сознанија за припадноста кон Европа, но и спознанијата на Западот за нас. Членството во Европската Унија не е нашата крајна цел, туку европеизацијата на нашата земја, што е многу подолг процес од остварувањето на членството. Почитувани присутни, поздравувањето всушност и завршниот дел на церемонијата. Благодариме на сите на присуството, сите гости и упатуваме недавниот вест на фалата на Република. Седумдесетина ученици од втори и трети оделенија од гостиварските основни училишта денес ги учеа мајсториите на најпопуларниот спорт на светот, фудбалот, и учествуваа во фудбалски надпревари. Настанот, насловен како Зимски фудбалски радости, се одржа во салата на основното училиште Исмаил Кемали, а се организира во рамки на проектот Фудбал во училишта, кој го спроведува Македонската фудбалска федерација во соработка со Федерацијата на училишни спортови на Македонија. Целта на овој настан е да се промовира фудбалската игра, децата уште од мали нозе да го засакаат фудбалот и да го имаат на некој начин, ако им се допаѓа, како иден спорт. Значи, овој настан е еден дел од проектот, бидејќи во есенскиот дел имаше 4-дневен надпревар на дечиња од второ и трето оделение и четврто и пето оделение, кои надпревари и активности ќе продолжат и во пролетниот ден, пролетниот дел на ова 2019 година, а денеска е само еднодневен настан кој е само за второ и трето оделение, а во четвртот ќе биде истиот и за четврто и пето оделение. Во зимските фудбалски радости во Гостивар ќе бидат вклучени вкупно 150 основци од сите основни училишта во градот. Проектот финансиски е поддржан од Унијата на европските фудбалски асоциации УЕФА. Во Конгресот на Соединетите држави по неколкучасовен состанок на преговарачи од двете партии, Републиканската и Демократската, беше соопштено дека бил постигнат принципиелен договор за финансирање на програмите за гранична безбедност до 30 септември. We've had a good evening. We reached an agreement in principle between us on the Homeland Security and the other 6 bills. Our staffs are going to be working feverishly to put all of the particulars together, and that's all we can tell you now. Тој избегна да одговори дали председателот Доналд Трамп ќе добие пари за граничниот зид меѓу Соединетите држави и Мексико. Ни другите конгресмени не соопштија попрецизно за тоа што содржи договорот. And I was pleased that we were able to work together, bipartisan way, come to an agreement, and our staffs are just working out the details. Запрашан дали Трамп би го потпишал договорот, сенаторот Шелби рече дека преговарачите периодично разговарале со представници на Белата куќа и оти се надева дека председателот би можело да го поддржи она што е договорено.
Барањето на Трамп за 5,7 милиарди долари за изградба на граничниот зид со Мексико предизвика 35-дневна делумна блокада на владата, што заврши минатиот месец без председателот да добие пари за зидот. Тој се согласи повторно да отвори владата, но само на 3 недели, за да им дозволи на преговарачите во Конгресот да најдат компромис за владиното финансирање за остатокот од фискалната година која завршува на 30 септември. Преговарачите во Конгресот изразија надеж дека до среда ќе имаат некаков конкретен резултат. Тоа е неопходно со оглед на тоа што легислативата мора да биде одобрена од представничкиот дом и од Сенатот, но и подпишана од председателот Трамп до петок, 15 февруари, кога истекува финансирањето на неколку американски федерални агенции. Времето денес беше променливо облачно со повремен слаб снег. Дуваше умерен до засилен ветер од северозападен правец. Температурите се движеа во интервал од -2 до 5 степени Целзиусови. Утре ќе биде променливо облачно со локален слаб снег. Ќе дува засилен северен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -4 до 1 степен Целзиусов.